Благодарам, подпредседателка. Последниве неколку години сме сведоци на промените во сообраќајот и појавата на нови видови електрична возила. На пазарот овозможи поголема мобилност на нашите граѓани, но истовремено отвори значителни ризици по безбедноста на учесниците во сообраќајот. Лесните електрични возила кои што се појавија се практично модерно превозно средство, но безбедноста мора да биде на прво место. Она што се случува на улиците, по тротоарите, на сообраќајниците во нашата држава е навистина сериозен аларм за сите нас и анализите кои што ги направи Министерството за внатрешни работи, заедно со реакциите кои што беа до пратениците одојдени од сите страни, донесе до изготвување на едно законско решение кое што можеби имаше забелешки од одредени граѓани, меѓутоа се работи за ставање во систем на овие лесни електрични возила кои што навистина се проблеми досега беа надвор од системот. Благодарност до Комисијата за одбрана и безбедност која што дозволи ден повеќе за одредени анализи, меѓутоа после анализирањето на можноста за намалување на годините врз основа на кој што ќе се управуваат овие, односно минималната возраст за управување на овие возила, сепак како комисија и пратеници одлучивме да границата, односно возраста, остане 18 години. Имаше и за и против размислувања по однос на оваа тема, меѓутоа крајните анализи на МВР кои што кажуваат дека најголем дел од овие сообраќајни несреќи со овие лесни електрични возила ги прават 16, односно 17 годишни наши сограѓани, ни даде за право да донесеме еден малку построг закон, врз основа на кој што ќе биде донесено ова законско решение, а согласно можноста за одредени идни измени со анализите кои што ќе произлезат од ова законско решение. Отворени сме за одредени измени доколку анализите покажат некое позитивно поместување на ова законско решение. Именно за што се работи? Анализите покажуваат дека во државава во пријавени сообраќајни несреќи учествувале над 2000 во последниве 2,5 години учествувале над 2400 возачи со мопеди, од кои што има сериозни жртви, од кои што има загинати учесници, одредени учесници во сообраќајните несреќи се добиле со тешки телесни и лесни телесни повреди. Од тие загрижувачки бројки кои што се донесени укажуваат на потреба од системска регулација на овие возила и од тие причини се направени одредени измени кои што придонесуваат во суштинска интервенција во однос на дозволената брзина на управување на овие лесни електрични возила, односно се предвидува максимална брзина од 20 км на час согласно препораките на Европската унија во делот на регулирање на сообраќајот од овој тип на возила. Со цел на намалување на констатираните прекршоци, рековме дека старосната граница, односно минималната возраст за употреба на овие возила ќе биде 18 години за управување. Ние сме свесни дека оваа мерка е строга, но истата ја предлагаме со цел да ги заштитиме младите учесници во сообраќајот. Истовремено се заострува и казнената политика за сторителите на прекршоците, односно со ова законско решение во одредени конкретни случаи покрај изречената глава се предвидува и привремено одземање на возилото за возење на малолетен возач, пречекорување на дозволената брзина, превезување на друго лице или возење под дејство на алкохол во време траење од 30 дена. Со ова законско решение се извршени соодветни интервенции во прекршочните одредби како последица на наведените измени и сметаме дека можеби е малку ригидно во однос на возраста и годините, меѓутоа мораме да направиме одредено системско решение со кое што ќе почнеме да го надминуваме проблемот со кој се соочуваме, а тоа е непримерното и безбрижно управување на овие лесни електрични возила, посебно тротинети од нашите млади сограѓани, и затоа барам од колегите пратеници поддршка на ова законско решение, па бодосна брза анализа на резултатите за да можеме да направиме дополнителни измени на овој закон. Благодарам.